После оваа тема веднаш преминуваме на следна, каде што во живо ја вклучуваме нашата колешка Ирена Спировска, Линковски ова утро. Добро утро, Ирена. Ајде и од тебе да слушнеме за чистка на водно, заедно за почиста природа, па повели со разговорот и со твојот гостин. Добро утро, Слободанка, за тебе, добро утро за гледачите на Добро утро секој утро на телевизија Алфа. Ти благодарам за убавата најава. Како што кажа во следниве минути, ги информираме нашите гледачи за една убава еко-иницијатива Чистка на водно, што ја организира познатиот бренд Vivax. Детали околу оваа акција, која што ќе се случува в недела, 3 ноември, дознаваме во следниве минути, низ разговорот со Саим Јусковски, бренд менаџер на Vivax. Добро утро. Добро утро. Една убава иницијатива организирате оваа недела, која што ги кани сите љубители на природата и поддржувачи на екологијата да дојдат на водно и да ни помогнат да ги исчистиме падините на нашите бели дробови. Може ли да ни кажете како се роди идејата за оваа иницијатива и што всушност ќе се случува во недела на водно? Добро утро уште еднаш, ви благодарам на поканата, ги поздравувам сите ваши гледачи. Значи, прво би кажал збор два само за брендот Vivax. Ние сме на пазарот дека 20 години и можам слободно да кажам дека секое второ домаќинство во Македонија веќе е корисник на некој од нашите производи. Уште од самите почетоци на брендот се фокусираме на тоа да бидеме добри за околината, да се грижиме за заштита на околината. Во производствениот процес, да речеме, се трудиме да користиме што помалце електрична енергија, што помалце вода и понатака артиклите кои што се произведуваат, ние сме свесни дека уствари тие се понатака имаат некое влијание врз животната средина. Па затоа се трудиме и они да бидат што помалце, значи потрошувачи на електрична енергија и после завршувањето на животниот век на производите да може да се рециклира. Како се роди идејата за чистка на Vivax, чистка на водно? Ние лани бевме главен спонзор на забавите што се организираа на водно и таму се створи една убава енергија, убава дружба, многу велосипедисти, планинари, луѓе кои што го користат водно за рекреација и за спорт, доаѓаа таму, се дружевме и имаше убава енергија, убави, како да кажам, едукативни предавања, интересни моменти. И сега годинава си викаме што да правиме, како да направиме нешто поинтересно, нешто малце поголемо и нешто што ќе има малце поголем ефект. И така дојдовме до тоа да го исчистиме водно. Значи, што ќе се случува? Уствари, планот е на 3 ноември во недела да се собереме пред полициска станица и од тука да тргнеме нагоре да чистиме. Многу важна работа е да знаат гледачите дека првите 100 што ќе дојдат, што ќе се појават, ќе добијат награди од Vivax. Многу убави пакетчиња, спремни се за нив и ќе ги добијат првите 100 што ќе дојдат. После почнуваме полека со чистење на патеките нагоре. На средно водно правиме мала пауза, 15 на минути, да се освежиме, да се одмориме малце, да земеме што се вика душа и продолжуваме нагоре. Исто така по патеките и чистиме се пред себе. Горе ќе не пречекаат свежо цедени сокчиња од Vivax соковници, секако, и потоа продолжуваме со забава. Двајца многу познати диџеи ќе бидат горе, ќе се грижат за да ни биде интересно. И тоа е тоа. Сега јас ги повикувам сите, што повеќе да се појават од долу, да почнеме заедно, пошто тоа е и поентата. Но оние што мислат дека или што се на некој начин спречени, може да ни се придружат од средно водно, кога ќе правиме пауза, па тука да се догрупираме и да продолжиме заедно. Сега сигурно има група на луѓе што сака да присуствува, меѓутоа можеби не може заради некои причини, тие се добре дојдени да ни се придружат горе на врвот кога ќе почне забава. Што е поентата на сето ова? Поентата е водно како планина на нас ни дава да избегаме од ова Скопје вакво како што го знаеме. И ни дава да се чувствуваме убаво, да го користиме за спорт, да го користиме за рекреација, да дишеме убав воздух и сега преку ова ние мислиме дека е добро ние да го вратиме малце за тоа. Да го исчистиме, да средиме и да оставиме, како да кажам, да ги поттикнеме оние што го користат водно, понатака да се грижат за водно. Целата акција, да напоменеме, ќе започне во 9 часот. Тоа е времето кога сите што се заинтересирани и сакаат да се придружат и да ја поддржат оваа иницијатива, треба да бидат пред полициската станица на водно.
оние кои што ќе учествуваат до крај, кои што ќе се искачат до крај, се очекува околу 11, всушност да биде тоа собирање горе на врвот. Така е, да. Значи ние се собираме прво во 9 долу, тргнуваме нагоре, околу 11-15 почнува забавата на врвот во планинарскиот дом, околу планинарскиот дом. Така, очекувате ли голем одзив од недела на граѓаните на Скопје? Првично кога го организиравме, кога размислуваме за идејата, мислевме, ние сами си предпоставуваме дека нема да има многу голем одзив. Не знам зашто така имавме некои мисли, меѓутоа кога прв пат спомнавме за што се работи и што сакаме да правиме, одзивот е огромен. Огромен, очекуваме премногу луѓе да дојдат. И верувам дека ќе има поддржувачи од сите генерации, затоа што ова е една акција во која што може да се вклучат и најмладите, може и постарите, секој да се одреди каде, доколку ќе оди, колку ќе исчисти, ќе добијат присутните секако и ракавици за да може хигиенски да се заштитат и да го исчистат наше водно. Сведоци сме дека секојдневно се фрла смет на секаде, дури и по падините на водно, кое што треба да биде чисто и кое што, како што споменавме на почетокот, всушност ги представува белите дрогови на Скопје. Сигурно дека оваа акција ќе вроди и со подигање на екосвеста кај нас. Така, да, тоа е поентата, значи еден ден ако го исчистиме водно и ако не поттикнеме свеста за понатака, не би било никаков успех. Поентата е ние да ги поттикнеме луѓето што одат, што го користат водно, понатака да си го чуваат, да си го чуваме така како што е и да го користиме во таква форма како што е. Сајм ви благодарам за разговорот, а еве уште еднаш апел до сите љубители на природата, на чистиот воздух, да се придружат в недела и да го чистиме заедно водно, да прошетаме, да направиме нешто корисно и за себе и за нашата животна средина. Слободанка, тука се одјавуваме во надеж дека овој наш разговор утринава ќе мотивира многумина граѓани в недела да го искористат убавото есенско сонце и да се придружат на оваа иницијатива да го исчистиме заедно водно со познатиот рек Вивакс. Одлична акција, благодарам.